Гоце Петревски од село Мажучиште при Лепско пред известно време се пријави во Срцена дланка. Веле дека живее тешко. Има две деца, едното е 24 години, а другото е бебенце од 9 месеци. Меѓутоа условите во куќата во која што живее од татка си навистина се многу тешки. Денес ќе го увериме во тоа. Добар ден. Како сте, Оливера, Срцена дланка? Гоце, се јавивте кај нас во Срцена дланка и очигледно беше дека живеете тешко. Тешко живееме. Ни кажа и по разговорот дека Куќата имате. капи се, пати онеа услови. Оваа куќа е ваша, твоја? Наша, да, од моите родители. Од родителите. Меѓутоа, не можете да ја средите, зошто? Со мама, со веона, рече го, малце пари земе, 80 дена. Толку се преживува. Живеете колку да го поминете денот. Да. Вода сакам да. Вода сакаш, здраво? Здраво. Јас сум Оливера, како сте? Јас сум Джулиета. Вие сте сопругата на Гоца? Да. Ова вие и бебенцето. Да. Како живеете, Джулиета? Тешко. Па зошто живеете тешко? Какви ви се условите дома? Како? Никако. Може ли да влеземе да видиме Повели. како функционирате? Некако, мирна супа спиеме, ведна јадиме, овде се бањаме, тука деца бањам. И така. Се во една соба, другите зошто не? Тамо девер ми спија и машина за перење имам тамо. Така. Билите овде девер ви спија и девер имате? Да. И тој живее во куќава? Да. Така. Само на живее. Само навечер За тој. спиење. Така. Но билите живеете тешко, какви ви се условите? Што Така. правите? Со една плата, што зема мажот ми и тоа. И тоа дневници. Вие Да. не работите? Не, Од каде сте вие? од Албанија. Како живеевте таму, како тука? Петар тамо, Бетар овде. Бетер овде. Да. Зошто? Што ви е тука толку лошо? Така како што гледат. Што ви е најтешко, Джулиета? Најтешко ми е купатило прво да се бањаш, немам. Па каде се бањате? Овде, Тука сите, во курите. во корито. Да, тука зино време топлим вода во шпорето и се бањаме. Едно време на сонце полно бурина, туби така и топла вода се бањаме. А како бите ги облекувате децата вие? Така, овде ќе легнам, ќе облечем. Да, на облека им купувате? Не, на девојчето што работи мажот ми има таа керка му девојче, незино ми дава за овој. Од Албанија ако бев нешто сестра ми даде, нешто од незино што имаше мало, му облекувам. Сигурно имате големи желби, ако не за себе, за деца. Да, за децата. Што ви се за вас децата? Се во свето, најголемото богатство. Да, но немате услови за да Да, има нема возможност. богатство во пари, има богатство во овие. Немавме добри услови од родителите исто. Татко ми беше алкохоличар, се тепа, се справа, не зедал во дом нас. Нема долго време документи откако се родени, дури на 20 години вадат документи, не беа заведени во матична книга на родени. Да. Па правеа ДНК тест со мајка ми во Скопје за да извадат документи. Без струја нема тука. Немаме до 20 години струја тука. Да, на свеки живеем тука. Мајка ви е жива, премажена, но некогаш ја прашувате зошто ве остави вака да живеете? Не, ја викавме тука да дојде да си со од пензијата да си ја плаќаме, да почнеме на рати да платиме струја, некиш, не доволно. Не ви помага. Не. Дори си има случајно да дојде тука еднашки да дојдеше, има дојден тука да ме брк под куќа. Собствена мајка. Да. Тука ми е близко, одам на гробиштева кај татко ми, близко ми е тука, одам и за тоа не напуштам од тука. Се правев и операција на белите дробови. Тука на многу мал пред 5 години бев кај комшија да работам и од тука со брз помош во Штип лежев 10 дена во Скопје, 10 дена. Мој не ме гледа, не доваѓа да ме видат. Тука има в комшија, исто во Штипе. Тој ми ги плати
трошковите во болница, тука со апчиња со се. Ни фрижидер, нешто. Тука кога одам да купам, ставам по комшиите. Во комши, во фрижидер ставам и кога тргнам или кога доваѓам навечер да си земам, за да вечерам или да ручкам. Добар ден, почитувани гледачи, и добре дојдовте во најхуманиот проект Новие простори Срце на дланка. Моето име е Оливера и денес ќе ве одведам кај две семејства кои ќе го стават своето срце на дланка и кои ќе се обидат да се променат и да го подобрат својот живот. Се смета дека ништо не е случајно, се започнува од нашата промена. Токму затоа и денес отидовме кај две семејства кои наскоро ќе ве запознаат со нивните животни истории. Па некогаш ми купува, ама некогаш со тоа што го јам го носам. Ми посакала и чоколади, и смоки. Ама нема. Зошто нема? Нема мама пари за да ми купи. Ми треба цеха патиките. Ми мална веќе, ама морам да ги носам, мама не може што да ми купи нови патики. Кога си дојдам дома се ме болат прстите, ама И кажа на мајката. не. А ти неќам да се растеш. Повторно сме во село Раовица. Се сеќавате на малата Марија, што се срамеше да каже на својата мајка дека и се тесни патиките. Денеска со новитети. Реновирана куќата, има детска соба и многу патики, се разбира. Време е да се заблагодарат на сите што донира. Добар ден. Се уште се прави, гледам скелиња. Ние не најавени, но верувам добре дојдени. Добре дојдете. Како сте, Суза? Добри. Слава на Богу, добри сме се. Гледам, се уште се работи. Да. Ни кажавте дека има новитети од како одеше вашата сторија во Срце на дланка. Што се случи? Како се промени животот? И сега животот многу променен. Се гледа по вашите Слава насмевки. на Бога. Се. Од како отиде сторијата, ви звонеше телефонот, што се Јас случи? бе като збунено тога, од едни звон, од едни такво, цало дело бех збунен. И слава на Богу. Ја помага. Што се направи? Гледам нешто ново тука, немаше купатило, тоалет. Немаше. Може да почнеме да кажуваме. Ова е тоалетот што го сакавте. Да. Задоволни ли сте? И презадоволни. Презадоволни. Сега Марија повеќе нема да се срами кога ќе доаѓаат другарчиња. Друго, што направивте? Горе направено се. И горе е реновиран спратот? Джамове врати, ламенати. Јас сум нестрплива да ја видам детската соба на Марија. Сигурно сега и повеќе ќе учи и посрекне. Ова е собата на Марија. Да. И това се од донаци. И ова е се од донаци. Да. Преубава. Кревето, шифонере, това тук што ќе шминка, се. И лаптопо. Ми се допаѓаат боите црвено-бела, боите на нашата емисија. Аха. И срцињата. Ја.
Ке ја подсетуваат дека е од срце на дланка. Ја шпорето од донации. И шпоретот ви го донира. Да масата и столовето. И телевизор. И телевизорот. И това е од донациите. Миксер. Миксер, пегла има ја доле под телевизоро. Значи, крупни и ситни апарати. Секакви има. Се што е потребно за едно домаќинство. Фала на Бога сите помага и още помага. Помага и още помага. Така, може да ги погледнеме и горе собите. Може. Предпоставувам дека и таму е одлично направено. Тук сега трябва да се работи. Ја ќе ги изнесеме. Ќе донесат нови. Тука ќе кречите, така? Тук ќе се мачка. Ќе се мачка и Столите ќе се кречи. и нови плахари. Да, и тука ќе прават светларникот и ќе заврне во дожд да прекувани. Ај, тука ќе се затвара со плексиглас. И точно кажахме. Имаше нов... со певеца. Имаш нов точак, велосипед. Кој ти го донираше? Од Никола Карев, мислам, беше. Подраво. Од Радовиш, од една школа. Од училиште некој е. Одлично. Го возиш? Да. Срекна си за тоа. Браво. Може да одиме горе. А горе што ќе се прави? Сега за тераса. Тераса правите. Ти джамове. И тука е бело и мириса на чисто и ново. Белија сево. Ова ви е гостинската соба. И ролет. Не са ролет, какво се викати? Венецијански ролет. И тука гледам една соба која што ми личи како на магазин, меѓутоа тука се веројатно сите донации што сте ги собрале. Нема такво. Нема так да туриме. Мора да има за багаж. Ова си го добивте преку срце на дланка? Се. Се се ова донации. Што има? Има храна, има дреј. Се има. Ја ги гледаш поре. Тука прво това донеса, после другото го донеса. Това е тука микробранова. Това е не може да по-годно. Xbox. Аха. Се има. За Марија веројатно, така? За да може Марија, да... ама она само ти си има лаптоп и потера го на нейна другарка за братчето. И сега на нас ни донира, па ние на него ќе го дадеме. Така се пренесува хуманоста. Така. Вишокот работи ќе го дадете на оние на кои што има потребно. Која би ти била, Сузана, пораката до сите оние кои што живеат тешко или во состојба во која што не можат сами да си помогнат со минимална социјална помош? И јас дека треба да се пријават. Ја кад нас што не пријави пријателката, треба и они да се пријават. На секому треба помош. Секој што не може сам да си ја Така. подобри ситуацијата, треба да побара помош од народот. Така. Хуман ли е нашиот народ? Хуман. Фала на Богу се. Това ту се од народот. Сега како се будиш, како заспеваш? Добро. Срекна. Среќни. Најсрекна се за Марија. Среќни, пресреќни. Најсреќниот и купателото најпрво што го направија. Напред немаме ни купател, ни ништо. Така. Марија, ова се работи што ги добивте од донација. Дали си среќна и дали сакаш некому посебно да се заблагодариш? Им се заблагодарувам на сите тие што донира и помогна да го направиме сето ова. Живеете ли сега посрекно со мајка ти? Како живеете? Па посрекно живееме и подобро. Дали мислиш дека треба и останатите што живеат како што вие претходно живеевте да се пријават во срце на дланка? Да.
Неодамна бевме во прилеп во семејството на Гоце, кој живее со својата сопруга и двете малолетни деца. Не се вработени ниту тој, ниту сопругата. Ако го викнат со саланите и му дадат некој динар, тогаш навистина може да го помине денот или месецот. Меѓутоа, вели, многу тешко се живее, уште потешко се прави или поправа куќа. Затоа одлучи да го стави срцето на дланка. Ајде да го видиме неговиот животен проблем. Гоце Петриски живее тежок семеен живот во Прилепско Маручиште. Има само 35 години и семејство на кое не може да му обезбеди убав живот. Можеби последните убави години во кои не пател за ништо се сето смртта на неговите родители. Со завршено само основно образование, тој со сопругата Џулиета и двете мали дечиња, поради сиромаштијата се предмет на подсме во селото, вели тој. Живеат во многу стара куќа која до пред некоја година немала ниту приклучок за вода. Денес се уште немаат ниту бања, ниту копатило. Од 4 функционална му е само една соба и во неа нема се што му е потребно. Во таа соба се извршуваат сите дневни активности. Не може да најде стабилна работа, па чува стока за 800 денари дневница. И тоа е сиот приход на семејство во месецот. Доволно само за храна, поправки, дополнителни трошоци и вложувања не доаѓаат во предвид. 6 години Џулиета перела и на раце. До пред известно време Гоце исплаќал позајмици долгови од татка си. Живеам за децата да им обезбедам убав живот, но не успевам. Да работи сопругата, да најдам сигурна работа и јас, да ја направам куќата е се што сакам во овој живот. Се желбите на Гоце, кој се надева дека еден ден ќе ги оствари. Гоце Петровски од село Мажучиште, Прилепско, пред известно време се пријави во срце на дланка. Вели дека живее тешко. Има две деца. Едното е 24 години, а другото е бебенце од 9 месеци. Меѓутоа, условите во куќата во која што живее од татка си, навистина се многу тешки. Денес ќе го увериме во тоа. Добар ден. Како сте, Оливера, срце на дланка? Гоце, се јавивте кај нас во срце на дланка и очигледно беше дека живеете тешко. Тешко живеат. Ни кажа и по разговорот дека Куќата имате. капи се, купатило немам услови. Оваа куќа е ваша, твоја? Наша, да, од моите родители. Од родителите. Меѓутоа, не можете да ја средите. Зошто? Со мама, со она, рече го, малце пари зема, 8 дена. Толку се преживува. Живеете колку да го поминете денот. Да. Вода загадана. Вода сакаш, здраво? Здраво. Јас сум Оливера, како сте? Јас сум Џулиета. Вие сте сопругата на Гоце? Да. Ова вие и бебенцето. Да. Како живеете, Џулиета? Тешко. Па зошто живеете тешко? Какви ви се условите дома? Како? Никако. Може ли да влеземе да видиме Повели. како функционирате? Некако, мирна соба спиеме, ведна јадиме, овде се бањаме, тука деца бањам. Така. Се во една соба, другите зошто не? Тамо девер ми спија и машина за перење имам тамо. Така. Билите овде девер ви спие и девер имате? Да. И тој живее во куќава? Да. Така. Само на Само на вечер да доаѓа. спием. Така. Но билите живеете тешко, какви ви се условите? Што Така. правите? Со една плата, што зема мажот ми и тоа. И тоа дневници. Вие Да. не работите? Не, Од каде сте вие? од Албанија. Како живеевте таму, како тука? Петар тамо, Петар овде. Бетер овде. Да. Зошто? Што ви е тука толку лошо? Така, како што гледат. Што ви е најтешко, Џулиета? Најтешко ми е купатило прво да се бањаш, немам. Па каде се бањате? Овде, Тука сите, во курите. во корито. Да, тука едно време топлим вода во шпорето и се бањаме. Едно време на сонце полно бурина, туби така и топла вода се бањаме. А како ги облекувате децата вие? Така, овде ќе легнам, ќе ја влечем. Да, на облека им купувате? Не, на девојчето, што работи мажот ми, има таа керка му девојче, назино ми дава за овој. Од Албанија, ако бев нешто, сестра ми даде, нешто од незино што имаше мало, му облекувам. Сигурно имате големи желби, ако не за себе, за деца. Да, за децата.
Што ви се за вас децата? Се во свето, најголемото богатство. Да, но немате услови за да Да, има нема возможност. богатство во пари, има богатство во овие. Гоце за своето детство ќе каже дека му било многу тешко. Сиромашни родители, сиромашен живот ќе пресликаат тешко да живее тој со своето семејство и денес во родната куќа. Додека имало стока и додека биле живи родителите можел да изврши некоја поправка во куќата, а денес од 4 соби во неа, принуден е со сопругата и децата да живее во една мала соба која ќе биде простор за сите дневни потреби на ова семејство. Од време сиромашни. И тоа е живот. Ева, ако со стока живеем, не? Дори имам неубав живот беше. Ама пропаднаме. Зошто пропаднавте? Пропаднаме. Ти не слога кој имаш во уѓе, тоа е. Слога немаме. Тоа Со е кого? Со брајчето, со брато. Еднише. Татко ми пијаше. Добро, он не се гриеше за нас, ама не знам дека не се гриеше. Ама наивен, кој ќе стаса, користи го. И тоа е. Стока сега немате во моментот? Немам таму стока. Иначе ова е мајка ми место. Татко ми е како дома се тука дојде. Од таа фамилијата по Будовци, дома се дојде тука. Оженет. И тој сиромашен. Мајка ми сиромашна, мајка ми свираче останата. Без мајка, без татко. Од 13 години, 14 скоро. И живеела сама, тутун да јади, па дојде Аргатинка да живее. И да живот и јас тежок живот, двајцата живот тежок. Дој беше стариот жив, тој земаше убав плата. Не е може сигурно некоја 300 евра плата земаше. Пак преживуваме. Мајка ми тутун вадеше по 6-7 декади тутун. Таа че изведе некој киво. Така живееме. Тоа беше порано побав живот, ама сега. Пропадна ја. Кога се одлучувате да се ожените и од каде земавте жена? Албанија невестата од Тирана. 2014 сме замени во брак. Скоро 10 години сме во брак со невестата. Како ви започна таму животот? Со невеста? Ами, како не започна, појдов јас така на плажа со другари, со вујџе. И беше мајка ми болна, мораше поради не да се оженам. Каков живот имавте во Албанија? Уште бетор од овде. Од 35 години имам, не знам, еднаш да купам алишта, како сите други што купам. Како таму така. Одав на чулиште, што ќе ни даде, ето носев. Парталки. Другарки не дружеа. Другарки ќе одат, ќе купува, јас и сестра ми тргне си на страна. Немавме 10 денари едно лепче да си купиме. Гладувавте таму? Гладувавме. По 3-4 дена ни и леп сув немавме да јадеме. Ајде дојдев овде со стројник сум се мажала, ќе ми ти порно за јадење колку толку, не како што другите, ама бер тоа што имаме, бер имаме, не, фала Богу, не сме толку гладни, ама. Се надевавте на поубав живот во Македонија? Јас кога дојдев овде си велев, имав со ништа, се реков се спасев, ама не, така. Секарва ми да беше жива, немавме убав согласање, се не викаше, кажеше по мене. Пак јас, кој му беше мака, болна, лежеше на болница, одев, помагав, како моја мајка ја гледав. Кога ви беа и свекорот и свекрвата, каде спиевте вие? Ова соба овде долу, со јестуци долу, немавме ни кревет. Имам девер, 38 години, тој не е женет, си работи за него. Кај нас кога текнува дава, кога и кој сака дава, кој неќе. 2019 година малото, а другиот на 9 2022. Машкиот. За кого? Тие се децата, двете. Едно ни почина првото. Уште во мајка му. 6 години немавме деца. Една година и пол пред кога дојде пуштив еднаш, 2,5 месец. Дали никогаш имате работено освен со стока што работите? Ништо немам работа друго, не. Од 4,5 сата во 9 сата си јам дома. Кога не одам да вадам паричка, кој ќе ги даде деца мали? Никој. Тоа не може да оди на друго место да работи, не го прима никој. 8 оделение само има завршено. И јас исто 8 оделение. Чистачка негде, чистачка, колку ми една плата да земам, се велам ќе се знајде негде, ама едим кој да ми ги варди децата.
Куќава во која што живеете е стара? Стара 70 години, не. Еднаш е реновирана само горе и ништо повеќе. Сето е старо. Во времето кога татко ви бил жив. Татко ми жив беше, да. Колку соби има во куќата? Ами, соба 4 сите се. Купно 4, Четири. меѓутоа 4, ама не се седите активни. само во една. Во една соба просторија. Не се ни циментира ништо. Тоа што вати поплава. Нема услови за живење. Не фати и поплава? Поплава поранова, таа е нек зидон, леш како си од зидон распадната. Овде беше вода сето. 2 метра вода имаше. Е тежок живот, гледате, живот тежок. Ако не одам, јас овие ќе трпа за јадење. Каде одите, каде работите? Тука ќе се што за мија за трактора човеко, кај него работа. И на дневница? Дневница 800 денари. Дено. А кај ќе најдеш друго место? Со седмоделение кој ќе ме земе да работам, никој. Пробано имам, се иде по фирмиве, неписмен си, вака си, така си. Иначе за јадење има и нема, ќе поминиме. Значи нив не ги оставам јас. Првен за нив гледам. Јас ако треба гладен, ќе стама за нив гледам првен. Оти ние можеме издрпиме ние. Ама ме што се гриби, не се гриби ти ништо. Ова сакам, да имам куќа. Ако немам многу. Куќа ја сакам. Кај што спиеме, јадеме тука, и деца капаме, ние се капеме, се бањаме тука. Не имате бања, не имате копатело. Немаме. Стока имате во моментов? Ништо немаме со моментот. Ништо. Вани имаме 2 кози, имаме вани, ни умреа. Ни ги отруја некој. Стока зачував крави пред година дена, ми умреа. Се надана тргнат од. Скоро 3-4 години тргнат се до надана само оти. На напред никако. Во што е, дали во нас е, во ништо друго, кој ќе ти кажи. Бавче садиме назад, ама годинава не садиме, оставиме нивата, жито ни е сеена. Фолија само имаме за пиперки, за домати. За храна, фала Богу, граф, леќа, орис, такви работи, гревото да се жалам, ама порно нема. То. Дете си дете бара. Дај ми, мамо, вели, прај месо. Нема. Нек ни направи јавнија, Слава не направи, кај што работи мажот ми му дал тој газдата малце месо, му направи. Тоа, нема друго. Млеко, кај работи мажот ми зема млеко за детето, немаме пари да му купам вештачко. За 7 месец му купував вештачко, ни беше прескапо и му прокинав. Што ми дава тому, но се што ќе гледаш на моите деца, се то дајно. Немам купено еднаш, ще ми рече детето, ако ќе појдем на пазар, мама, ова сакаш да ми купам, нема можност да му ја купам. Да немав деца, си велев, Господи, помогни ми да ми даеш. Се молев. Сега ги имате, а немате условите? Немам услови, немам. Да ти кажам право, кога станов бремена со девојчев, на место да се радов, се велев, Господи, ајде пак на Господ. Како е Господ, не е никој. 3 недели лежав на болница. Си велев, Господи, кај да не излезам, и шпорна ми беше на болница, како овде кој дојдев. Ви кажам вистината. Како се миете? Замисли, за денови не се капиме. Кога? Каде? Немате Немаме канализација? копатива, немаме копатива, нема канализација, нигде. Ветија да прави овде, ама кој те гледа денеска? Сами ако не се гледаш, кој те гледа? Немам кај да се бајнам, немам. Со се е живото овде. Да појдеме негде под шерија, не можеме да платиме. Ето водата, јас ако не ме се мувчав бев порано, кај манасти слепче, ако не ја внеслите ни вода, натре немав. На раце перев. Сите тие години? Да, 6 години на раце. Откој ми се роди девојчето, ни роднини на мажот ми рече, ние ќе ви помогнеме на машина, рече, ќе ти купам и ми ја купија. Доле не ми беа деца, одев. Садев тутон по другите, земав никој динар. Сега не може. Премногу се мали и нема кој да ви ги чува? Нема. Кај ќе одам, со мене и носам. На пазар да појдем со мене. Сегде, кај ќе одам, била за моја потреба, била за ниве сегде со мене. Кај немам, кај да ви оставам. Спас за ова семејство од Калта, во која моментално се наоѓа е вработување со сигурна плата и за гоци за сопругата. Но за таа обврска децата мораат да одат во градинка која е предалеку од селото.
А жилба за која и Гоце и Џулиета мечтаат, а сигурно и 3-годишната ќерка, се поубави услови за живот во куќата на која и треба комплетно реновирање, бидејќи е уништена и собите без да се направат не може во нив да се живее. Таа може да се работи, себе ќе има документи. Може и по конверсивија да оди да работи, ама со кој ќе почивате нив. Јас ако напуштам, што ќе ја да име дома после? Ништо. Кога би ви дале работа, Без размислување. Ми отишла. но децата? Тоа е да имав се карва. Пред 3 месеци се вратив. Што правевте таму? По документи средував, немав нешто. Јас од 10 години овде брак, немам уште државјанство. Сега тоа го средивте? Да, ти немавме пари да појдем да средам документите. Сега брат ми почна да работи, дојди си рече, јас ќе ти помогнам. И појдев, само за пат пари го појдев. Само за плато 60 евра од Албанија од не враќа. Бевте со децата? Со децата бев, 2 месеци поседев таму. Брат ми 2 пати ја дојде ми вели, каде? Дојди вели, јас ќе те гледам. Му викам, каде ме да ме гледаш? Како вели живееш овде? Тој ми плаче на телефон, кога се вратив, ми плачеш, ми велеше, кај ќе одиш, кај ќе клеш тие деца таму, кај ќе ти живее, ми велеш. Од цркви ни помагаја донации ни даде. Ме гледа со стоба каква е. Јас со никој во село не сум ни искарано. Со сите живеам. Кревети убај, немам, покучнина немам, вагани кај да соберам, немам кај да клам. Се бара и тие са како други деца, ама нема. Што можам, јас му купувам. Колку што можам. Та се бара, една колата ми даде, тој гасата ми даде колата на шебоси. Таа од Скопје е жената. Количката за бебе? И количка, се од нив е донесено, ова чичко ми го даде. Тие се, децата не ги во се устарија. Не поценува дека сме гојдари. Тоа е. Што ви велат? Никој не пресам да ви му знаеш, че премале. Те поценува. Дека сте сиромашни? Тоа е. Што да правиш? Но не е срамота да си сиромаш. Ништо срамота, што срамота, не крадам, не лажам јас. Си работам честно. Честно си носам дома. Ево, кој да прашате, сите ме знаме учите го. Никој нема ни си пожален од мене. Се надеваме да помогна барем куќа да сакам јас најмногу. И да можам да работам на сигурно да имам. Друго ништо неќам. Би биле најсреќни. Најмногу. Дето да иде за напред. А ние то ни веднаш се назад. Еден ден ќе разбереме дека не сме ниту единствените разочарани, ниту повредени, ниту единствените луѓе на кои некој им завртал грб. На сите патот не е ист, тежок и трновит. Само некои умешно ги кријат тегобите и повредите на срцето. Но еден ден ќе ни биде и драго што денес сме собрале храброст и ставајќи го срцето на дланка, веќе сме направиле чекор кон промена на лошите услови за живот. После секој мрак следува светлина, после секој кошмар нов убав сон. И како што убавите работи си одат од нашиот живот, така и лошите еден ден за секогаш ќе заминат. Со екипата на Срце на дланка бевме кај уште едно семејство кое навистина тешко живее. Семејство кое што многу одамна сакаше да го раскаже својот животен проблем, но дури сега ја собра храброста. Затоа, ајде да го проследиме нивниот проблем и да се обидеме да им помогнеме. Сашо Илиевски, иако има само 28 години, можеби најдобро може да го отслика животот на нашите предци и дедовци од пред неколку векови. Зашто за да стигне до училиште како мал при коридови и планини со конји патувал до соседното село. За жал, ќе кажа тој неслогата меѓу неговите родители ќе го донесе во Скопје, но не за поубав живот, туку во дом за деца без родители, бидејќи социјалните служби им ги одзеле сите деца. Поради тоа што е од дом и со потекло од село, и во основното и во средното училиште ќе најде на подсмев и неприфаќање од соучениците.
2015 година, откако станува полнолетен, не ги добива условите како и останатите во домот. Принуден е да се врати во родната куќа на која веќе годините и неодржувањето ќе си го направат своето. Мајката, вели Саше, се премажила, а за краток период татко му починал. Браќата заминуваат во градот, а тој останува сам во куќа во која 20 години веќе нема струја, во која тече кровот и во која нема патос. Веќе долги години Саше се обидува сам да преживее. Подигнал кредит со надеж дека ќе биде доволен за реновирање, но парите биле доволни само за мала поправка на едната соба во која тој денес функционира. Сепак крупните работи за санирање не се ни приближно започнати. Саше вели дека има и здравствени проблеми. Во лето се бања со сончевиот бојлер кој сам го поставила, навечер живее на свеќа. Работи сезонска работа за 100 динари по час, само трета смена во соседното село. И додека сите би избегале од село и би живееле во град, ова младо момче категорично ќе каже дека го бира селото, само бара стабилна работа и помош за да ја поправи куќата и да може да ги подмири долговите оставени од неговите родители. Потеклото на Саше е од село Кнежево, каде лошите услови за живот веројатно ќе го натераат неговото семејство да се пресели во штипското село Црвулево. Неслогата и караниците меѓу родителите ќе ги однесат Саше и неговите браќа и сестри во дом, каде остануваат до нивната полнолетност. Ниту враќањето назад во родната куќа нема да му вети подобар живот на ова момче. Па додека неговите браќа се снаоѓаат во градот, тој одлучува да остане во родната куќа и да ги отплаќа долговите на родителите, но и да се бори со лошите услови што му се нудат. Доволен доказ за неговиот тежок живот е фактот што мора да живее со свеќе, бидејќи куќата повеќе од 20 години нема струја. Како дете живе в горе во едно село што бевме, тука Кнежево се вика. Кнежево, одевме со коњи не носе преку планините на школа во крај Паланка. Престојувавме од понеделникот не носат до саботата таму. Саботата не враќат пак со коњи назад до дома во селото и така. До која возраст таму живеете? Таму бев до прво оделение. До прво оделение, после дојдовме тука. Ја купија моите куќа тука. И тука продолживме на училиште. Немавме добри услови од родителите исто. Татко ми беше алкохоличар, се тепа, се справа. Не зедал во дом нас. Сите? Колку деца сте? Мене најпрвиот има зедено сестра ми. А сестра ми, па после мене и брат ми. Бевме 7 години таму. Јас го завршив основното. Каде учевте? Каде бевте во дом смест? Во 25 мај Бутол. А каде завршивте основно? Јас таму завршив, внатре во домот имавме училиште, завршив таму. Ни беше малце лошо таму, со други деца, лоши, во друга средина. Не може да го завршим средното. Сега сум со основно само. А каде се запишавте средно? Средно се запишав во Козлев, во Лазар Танев. Исто во Скопје. Исто во Скопје, не може да завршим ради деца, лоша средина и така. Мои 18 години ги наполнив таму во домот. А кога се враќате тука во село? Па дали, мислам дека 2015 или 17 така нешто. Тогаш се дешава да починува и татко ми. Кога ве испуштија од домот, во меѓувреме каде живеевте? Во меѓувреме тука пак. Тука се вративте? Тука се вратив. Моите се уште беа заедно. Се уште беа заедно, ама мајка ми пак одеше таму кај тука. Си е премажен? Да. Децото, како да го пишем, немам видено по-добро нешто од кој што имат видено другите деца. Нега од родители натаму, тоа услови како што треба. Најголемиот кошмар е бил наследството тука со родителите, животот во домот исто, одвоен од родители, неродителска грижа тоа. Сестра ми се има мажено, едниот брат, немалиот брат ми е во градот таму, работи тој. Нема долго време документи откако се родени, дури на 20 години вадат документи, не беа заведени во матична книга на родени. Браќата? Да. А ти? Правеа ДНК тест со мајка ми во Скопје за да извадат документи. А ти? Јас имам. Јас тука сум само откако татко ми да почина, браќата се разбераа кој натаму, кој нааму, сестра ми си има свој живот, јас тука. Сам? Тука, да. Моментално тргнав тука. Работам оти тука ми е близко и работата и одам. Превоз не плаќам. Има и во градот работа, ама има до тоа селото долу, Аргулица што е. До таму оде автобус, најверојатно треба да пешачам. Колку километри се тоа? Тоа се 2.
2 километри надолу, 2 нагоре треба. Дури да стасам од тука, треба да излезам од 5,5 часот за да стасам долу во 6. За на работа. Да. А колку заработуваш? Зависи, сега е сезона, сезонски не преминуваат, не пријавуваат. Ради јас не можам да се пријавам, али има сега вишна се преработува таму. Имат за прехрана до така вишна, секако вид на производ. И сезонски се зима плата од 300 евра кои се пријавуваат до 400. А конкретно ти во моментов? Јас конкретно до 10-11. Да. Тоа ти е се што зимаш во текот на месецот. Се што зимам. Едино ако тука имам еден комшија што има фарма, нешто ме вика да работам, да товариме бали со слама, со она за добитокот и ми плаќа. И нешто што одам тука на село да помогнам на оној, и оттаму заработувам по нешто. Некако како да нема иднина Нема. селово, но сепак ти својата иднина си ја гледаш тука. Да, да, Домот ти е пред распаѓање. да. Зошто е во ваква состојба куќата? Во ваква состојба и куќата што не е средна и многу е и со оштетија мој со разни предмети. Зошто земавте кредит За тука, за куќава сакав да земам. Да. но не би нити стигна, а сега има. Едва средив едната соба. Сепак и средивте? Не баш 80% е средив. Како да можам да престојам. Оти ми тече целиот кров од згоре ми тече на куќава. Кога дојде јак дошт ми капе во соба. Кровот треба да се санира. Во собите се пропаднато, ова и таа во ходникот тука. Маката што не можам да најдам, да останам едноставно работа, да најдам, да се осигурам од проблеми си, нели, кажав, извршители. И тоа ми маката. Најголемата мака ми е тоа, што морам тука да седам. Да работам тука, не пријавен, додека да се седам малце, ако можам некако. Не. Гледам и болјар, сончев. Да, Ти го правеше? да. Тука ми го даде на комшија, јас си го правев тука. Веројатно тука и се бањаш во лето. Да. А во зима? Во зимов внатре. Би дошла ли некој да живее во ваква куќа? Да. Имаш Би ли дошла да некој? има услови. Да има услови? Да. Во моментов? Во моментов не би дошла. Што ти викаат, ете, девојките? Тој ги има довајно. Јас не сум криел од нив за да кажам дека нели немам струја, оново сум кажам. И без струја живееш? Без струја живеем, немам тука. Немам едно 20 години струја. 20 години немате Да, струја? на свеки живеем тука. Без струја ете на тоа панел, на панелче малечко, тоа ми е единствено навечер. Ако има сонце се полни. Се наполни малце, за да до вечер, навечер, за да си А легне. зошто нема струја 20 години? Нема седеа родителите. Не плаќаа. Колкав е долго за струја? Околу 80.000 денар. Мајка ви е жива, премажена, но некогаш ја прашувате зошто ве остави вака да живеете? Не, ја викавме тука да дојде да си со од пензијата да си ја плаќаме, да почнеме на рати да платиме струја, некиш, не доволно. Не ви помага. Дори си има случајно да дојде тука еднашки да дојдеше, има дојден тука да ме брка од куќа. Собствена мајка. Да. Дори сакаше да ја продаде куќава, јас не дозволив. Јас ради тоа и навеќе ради тоа не ја напуштам куќата, што сака да ја продаде. Таа веќе има кај да седе. Ако не сум јас тука, ако не сум тука, таа може да продаде куќата. После да немаме ни јасни бреките. Кај да седем, во идни. Ке ве остави на улица. Да. Може би нема услови за живот, но сепак Но каков сепак, таков кров е. Од татко ми е останато и така. Тука ми е близко, одам на гробиштево кај татко ми, близко ми е тука, одам и за тоа не напуштам од тука. Покрај тоа што живеевте тешко, Да, сепак ако да, посетуваш. да.
Иако солзите не го решаваат проблемот, сепак Саша е многу тажен за неговата судбина и што не пораснал во сложно семејство како и сите останати. Тажен е што не добива ниту социјална помош, ниту поддршка како домско дете, а вели дека сите негови другари претходно биле подпомогнати и средени. Сепак лошите услови и негрижата за здравјето ќе му направат здравствени проблеми кои денес ги чувствува, но затоа верува и се надева дека ќе успее да ја поправи куќата и да најде стабилна работа, па така можеби некогаш ќе успее и да основа семејство и да биде среќен. Сигурно си премногу тажен поради оваа твоја судбина. Много. Много, ма што направам? На кој нема, на кој да кажеш? На кој да кажеш? Тука Центарот за социјална работа Штип што беше. Требаше социјално нешто да земеме, не ни дадоа. Беше процедурата кој дете кој излегува од дом да се даде или 3000 евра или социјален стан. Не дадоа. Сте прашале, леле? Прашавме, не одбија, нема вик. Не те следува вик. Зошто не ви следува? Па така ми кажа од Центарот, бев поизлегнав од домот со документите со перстот на 18 години, отидов, им кажав дека викам ме следува мене од држава, нели сега, социјален стан или било. Па не вика, не те следува. Веројатно ве водат дека сте наследници на куќава. Не за тоа. Имаше деца од што беа во домот, што има и куќи и се и дадоа на нив. Кога би се решило тоа, кога би се решил твојот извршител од околу 5-60 ми рече дека Да. сте зеле кредит за собата. Да. И би се направил покривот, мислиш ли дека ќе може да почнеш постабилен живот? Да. Кога би се направило сето ова, јас би нашол и работа и да се пријавам за да си го исплаќам извршителот. Се правев и операција Што ти е? на белите дробови. Тука на многу мал пред 5 години бев кај комшија да работам и од тука со брз помош во Штип лежев 10 дена во Скопје 10 дена. Мојве не ме гледа, не доваѓаа да ме видат. Тука имав комшија исто во Штипе. Тој ми ги плати трошковите во болница, тука со апчиња со се. Сега сум добар. Не сме многу ни одам таму на работа, не сме ни тешко да дигам. Проблеми со срце, да. Сега ме гуши некој пат со синус имам проблем, така нешто. Ми смета промена на време. Што маките не натераме се да дигаме и тешко, уш од мали нозе, да се снавањаме како знаеме. Оти бев јас во градот, со најмалиот брат седев, ама не можам, там ми смета. Многу ми смета воздухот заранен на белите дробови ми смета, затоа сум тука и на чиста средина да доваѓам тука. Седам. Проблемот ми што немам услови, инаку. Садиш бавча? Да. Сам, ја копам на раце, ја садам, се сам. Ми кажа дека чуваш кокошки. Да, чу. Барам да си ја обезбедиш храната. Да, мене најголема желба ми е за тука да си направам ова. Да си ја седам куќа, да си одам на работа, да си наставам на работа, да си чувам тука животинки нешто, кокошки и такви работи, мини фармички на село. Ми кажа дека кога врне прокиснува Да, куќата. тече. Тече. Тече, ја белев собата, ја седував, ама пак тече. Попуштена крвот и тече. Што би требало да се санира од прво на неа? Едноставно крвот. Кровот е најважен. Потоа? Скапани се тоа. Конструкцијата е скапана горе. Може во некој спат ако има доволно дождови да се урне крвот. А зидовите? Зидовите се здрави. Само тече од згорето, од плафонот. А долу што ви е доле? И тоа беше спрат. И тоа е јас немаше врат тука, ова јас се правев тука. Работиш самиот? Сам правев тука, да. Да заштедиш на Да. работна рака. Имав едно другарче од тоа другото село долу. Доваѓа тука, кај мене седеме навечер тука на дворот. И тоа ми има помогнато за собата да направим. Ми го плати материјалот,
ми помогна да направиме заедно со мене. Немам никој на него. Нема ништо. Ни фрижидер, ништо. Тука кога одам да купам, ставам по комшиите. Во комши, во фрижидер ставам и кога тргнам негде или кога доваѓам навечер да си земам за да вечерам или да ручкувам. А сам готвиш? Да. Кој те научи? Највеќе сестра ми има научено и баба ми. А што готвиш? На плинска, предпоставувам? Надвор на шпор, на печка дрвна, надвор. Сум правил сам. Сум правил леп. Сум месел. Сум плетел. Се. Се ми има научено маката. Што сте плетела? Сум плетел чорапи и се. И тоа знаете да Да, работите? да. За свој потреб или за продавање? За мој потреб. За зимото. Сигурно се замислуваш семејство, деца. Тоа ми е најголемата желба. Кога една скршена личност ќе донесе одлуки да тргне од почеток, нема ништо поусилно од неа, бидејќи веќе ги поминала сите удари и понижувања. Таа личност знае како е да нема на кого да се поутпре, а мора да продолжи да оди напред. И кога на таква личност и се чини дека најмногу се распаѓа, токму тоа е најдобар знак дека се доаѓа на своето место и дека веќе нема да плаче врз мали работи, зашто ги почувствувала и преживеала дури и најлошите. Затоа кога ќе запознаете таква личност, поклонете и се, зашто таква личност заслужува и многу повеќе од тоа. Се смета дека не треба да се плашиме да го пуштиме првиот чекор и да започнеме од почеток, да започнеме новата страница од нашата нова приказна. Можеби и многу повеќе ќе ни се допадне од старата. Да им помогнеме на двете семејства кои денес го завртеа листот, го пуштија првиот чекор и сакаат да живеат нов живот. Сами не можат, затоа и го ставија срцето на дланка. Хајде да им помогнеме, затоа што нашето малку некому може да значи се. Албанија е невестата од Тирана. 2014 сме заменили во брак. Скоро 10 години сме во брак. Јас кога дојдев овде си велев, имав со ништа, се реков се спасев, ама не, така. Гладувавме. По 3-4 дена ни и леп сув немавме да јадеме. Парталки. Другарки не дружеа. Другарки ќе оде, ќе купува, јас и сестра ми тргне си на страна. Немавме 10 денари и едно лепче да си купиме. Не поценува дека сме гојдани. Тоа е. Што ви велат? Никој не престан да ви му еднаш, ќе примаја. Те поценува. Дека сте сиромашни? Тоа е. Што да правиш? Сашо Илиевски, иако има само 28 години, можеби најдобро може да го отслика животот на нашите предци и дедовци од пред неколку векови, зашто за да стигне до училиште како мал при коридови и планини со конји патувал до соседното село. За жал, ќе кажа тој неслогата меѓу неговите родители ќе го донесе во Скопје, но не за поубав живот, туку во дом за деца без родители, бидејќи социјалните служби им ги одзеле сите деца. Поради тоа што е од дом и со поутекло од село, и во основното и во средното училиште ќе најде на подсмев и неприфаќање од соучениците. 2015 година, откако станува полнолетен, не ги добива условите како и останатите во домот. Принуден е да се врати во родната куќа на која веќе годините и неодржувањето ќе си го направат своето. Мајката, вели Саша, се премажила, а за краток период татко му починал. Браќата заменуваат во градот, а тој останува сам во куќа во која 20 години веќе нема струја, во која тече кровот и во која нема патос. Веќе долги години Саша се обидува сам да преживее. Подигнал кредит со надеж дека ќе биде доволен за реновирање, но парите биле доволни само за мала поуправа
поправка на едната соба во која тој денес функционира. Сепак крупните работи за санирање не се ни приближно започнати. Саша вели дека има и здравствени проблеми. Во лето се бања со сончевиот бојлер кој сам го поуставила, навечер живее на свеќа. Работи сезонска работа за 100 динари по час, само трета смена во соседното село. И додека сите би избегале од село и би живееле во град, ова младо момче категорично ќе каже дека го бира селото, само бара стабилна работа и помош за да ја поправи куќата и да може да ги подмири долговите оставени од неговите родители.